Беа составени, односно донесени решенија за комисии, тоа се работни тела на Советот на општина Прилеп, што се многу значајни во функционирањето на Советот, и беа донесени тие работни тела, составот беше изгласан. Исто така Советот денес донесе и една многу важна одлука, тоа беше првата одлука која што ја донесе Советот, односно да се започне со реализација на проектот втора фаза на влезот од Мак Петрол до солидност, раскрсницата, што значи дека донесовме една многу важна одлука за градот Прилеп. Тоа беше одлука која што ќе значи капитален проект за нашата општина, исто така и како политичка партија, тоа беше една од 10 приоритети кои што ги ветивме во нашата програма кон граѓаните како проект кој што ќе го реализираме во наредните 4 години. Па еве само непол месец после изборите истата ја почнуваме со реализација. Исто така имаше предлог да се донесе одлука за првиот паушал кој што го имаат советниците на општина Прилеп, заедно да го донираме за доизградба на конаците, опожарените конаци на манастирот Трескавец. За жал не беше истиот поддржан од советничката група на СДСМ и истиот од моја страна како предлог беше повлечен. Се ми е мило тоа што од советничката група на ВМРО ДПМН ме информираа дека и покрај одлуката на СДСМ да не се донесе како одлука тоа од Советот, дека тие сепак, значи како група на ВМРО ДПМН, советничка група на ВМРО ДПМН, доброволно ќе го донираат првиот паушал. Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, избори и именувања денес имаше седница на која што го направи составот на комисиите. Проблемот настанува во различно делување на деловникот. Всушност, според деловникот е многу добро означено дека станува збор за политичките партии да бидат соодветно вклучени во комисиите, во вкупниот број на членовите на комисиите. Не станува збор за коалициите. И од тука настанува проблем, за тоа што сепак нашето мислење и се согласуваме со она што е во деловникот напишано, дека коалициите се од времен карактер, а политичките партии, членовите во коалициите од различните политички партии можат својата коалиција да ја променат. Од тука затоа и добро е напишано во деловникот дека политичките партии треба да бидат пропорционално застапени, и тоа се разбира Комисијата за мандатно-имунитетни прашања го почитуваше.